Порапидниот раст на бројот на заразени со COVID-19, кој во Прилеп заклучно со вчера достигна до 22 и во едно деноноќие беа детектирани дури 9 нови случаи, со што градот се искачи на неславното четврто место од скалата, растат и паниката и стравот меѓу прилепчани. Ова особено и по затворањето на двете фабрики, едната целосно, другата делумно, каде работно се ангажирани преку 1200 луѓе, а има сомнежи дека и во друга фабрика има заразени работници. Стравот и паниката создадоа досега невидена стигматизација насочена кон заразените лица, особено на социјалните мрежи. Се бара поголема одговорност од градските власти, од епидемиолозите, од заразените граѓани, од државата, па дури и целосно затворање на сите фабрики. Море уште треба повеќе да се нади. Луѓе во немаме све суште, сите пака, ние колку вика дома се седи, ние се повеќе излегуваме. Ама и ова фабрики веше работа, треба да ги затвора. Сите наеднаш, барем 2 недели, кој ќе помине луна, нека помине. Јас сум за поригорозни мерки да има. Сум за такви мерки поригорозни да има, затоа иначе друга заштита немаме. Низ цел свет е истата ситуација. Комуницирам со колеги што сум возел горе камиони и низ цела Европа е така, само таму вика се почитувам и пушта снимки, човек нема на площадите, ги почитува вика законите и мора да се почитува и овде. Треба да се паза по старите луѓе, малце болни луѓе што се и така, тие треба да се паза поиќе и тоа е, треба да има поиќе тестирање за тие луѓе да се изолира, а не сите да не држат дома затворени. Со медицинарите поготово да бидат скроз обезвредени, тие се на прв ред, најзагрозени се и народот да биде дома, да не излегува, да не шета многу, само по потреби да излегува. Сепак, и покрај стигматизацијата, има и такви кои храбро се одважија и само иницијативно започнаа јавно да си го откриваат својот идентитет. Курирот во Прилепското јавно обвинителство, Рубин Лефтер, е еден од неколкумината кој веднаш по детектирањето на заразата се обрати на својот Facebook профил, информирајќи ја јавноста дека е позитивен, но и дека се сомнева оти се заразил на своето работно место, на кое бил од 11 до 17 март и дека заразата ја добил најверојатно од свој колега. Тој од 18 март бил во самоизолација, а заразата му е потврдена дури завчера. Лефтер на својот Facebook профил ги повикува сите колеги кои биле во контакт со него, доколку почувствуваат некакви симптоми, веднаш да се обратат до Центарот за јавно здравје и да инсистираат на тестирање. Инаку Прилепското основно јавно обвинителство беше спомнато уште при откривањето на првите 2 позитивни случаи кои се појавија во Прилеп. Стануваше збор за повозрасни родители на лице кое е вработено во основното јавно обвинителство и кое претходно било на коопаоник, а кое пак на тестовите излезе негативно за разлика од неговата сопруга и дете. Лефтер не е единствениот ваков случај во Прилеп. На социјалните мрежи и медицинската сестра од една приватна ординација, Христина Гулеска, напиша статус со слична содржина. Таа, како што пишува, иако е негативна, се наоѓа во самоизолација, бидејќи нејзиниот сопруг бил позитивен на коронавирусот.